Каков е односот на велешките малолетници? Посегнуваат ли по алкохол, цигари и наркотични средства? Одговорот на прашањето викендов го побара мешана патрола, која ги посети угостителските објекти и парковите во Велес. Истата составена од инспектор, полициски службеници, родители, членови на локалниот совет за превенција од детско представништво. Задоволни се од она што успеа да го видат на терен. Па би требало, ќе роди плод, ја така мислам, како родител на дете од 13 години, би требало да има вакви проверки. Се сведува на семејството, на домашното воспитување. Апелирам до сите родители малце повеќе да обрнат внимание на децата. Значи, тука им треба нив помош. Се надворе веќе подруго. Целта е да се добијат сознанија кои се критичните точки кај младите и тоа да се стави во програм планот на полицијата, во програм планот на локалниот совет, кај родителите да се види нели што да се подобри кај младите. Малолетниците кои беа затекнати во кафетериите, а посебно оние во парковите, не кријат дека се поголем број врсници посегнуваат најчесто кон алкохолот и цигарите. Според нив, причините за ваквото однесување најмногу лежат кај друштвото, семејството, но и во содржините достапни на интернет. Тоа за пустувањето. Па во домашното воспитување сметате кај тоа. И лошите друштва. Лошите друштва. Децата се одраз на родителите, така. Да. Причина како за тоа, значи сметаш во новите и Родителите секако, родителите прво, да, број 1 се родителите. Треба и родителите да ги, само ако знаат, треба да ги воспитат да не прават. Сметаш ли дека треба? Мислам дека треба, да. Значи, Најмногу може да влијаат и ние како пријатели може да им влијаеме, да им помогнеме. Од полицијата и локалниот совет за превенција се надеваат дека овие акции ќе придонесат за намалување на девијантното однесување кај малолетните лица.